Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за липиди. Липидите се макромолекули, иако не се толку големи како некои протеини или пак како полисахариди, но сепак се релативно големи молекули. Исто така се хидрофобни, што значи дека унаводници не сакаат вода. Така значи хидровода, фобни, страв. И сите знаеме дека масти не се мешаат у вода. Така сме виделе зејтин во тенџере каде што има вода и гледаме дека се наоѓа некаде на површината. Значи тој е хидрофобен. Океј. Односно за да раствориш липиди, треба да ги раствориш со органски неполарни растворувачи. Во ред, бидејќи водата е поларна молекула, така значи вода, една молекула вода, знаеме дека има парцијално негативен и парцијално позитивен крај, значи е поларна молекула и поради тоа не ги раствари липиди. Ти требаат неполарни растворувачи како бензол, етер, хлороформ и така натаму. Ајде сега да видиме како се класифицирани липидите. Генерално можеме да ги поделиме на две групи спрема тоа како изгледаат. Првата група би биле липиди кои изгледаат на следниот начин. Имаме еден шесточлен прстен, имаме втор шесточлен прстен, имаме трет кој е тука вака некаде горе, и имаме петочлен прстен. Во ред. И ова е основната структура. Сега на овие 4 прстени, кај најразлични липидни молекули, имаме најразлични супституенти на најразлични позиции. Но сите изгледаат релативно слично. Така значи нешто ќе има овдека вака, кај некој, така например вака, кај холестерол, некаде тука ќе има вака двојна врска, некаде тука ќе има двојна врска, некаде тука ќе има двојна врска со кислород, некаде ќе нема, некаде тука ќе има метил група, некаде и таму и тука ќе има метил група и така натаму и така натаму. И сите тие соединенија изгледаат релативно слично едни на други и на прв поглед можете да се прелажете да речете а по вие се исти, но е како она некоја што виделе најде разликата кај две слики. Па така. Има повеќе соединенија, сите изгледаат релативно слично едни на други, но имаат некои мали разлики. Еве овдека ја ставив оваа слика колку за пример, да видите како се тоа изгледа. Така да че го холестеролот. Тука има ОХ група, тука го имаме тоа цик, вака надоле, тука имаме метил група. Така, и двојната врска е овдека. Добро. Кај естрадиолот, тука имаме всушност ароматичен прстен, имаме ОХ група, тука нема метил група и ова овдека е сосема различно. Кај тестостеронот е слично како естрадиолот, не е ароматичен прстен од тука има метил група и овдека имаме двојна врска со кислород. Така значи има карбонилна група. Прогестеронот е сличен како тестостеронот, само што наместо тука да има ОХ, тука има С со двојна врска О со CH4. Наместо прогестеронот тука имаме алдостерон, имаме кортизол. И гледате дека сите изгледаат релативно исто, и нормално има и многу други, но имаат некои мали разлики. Што е првата група на липидни молекули, кои изгледаат нешто вака. Втората група на липидни молекули се тие кои се подчести. Во ред? И тие се изградени од масни киселини. Најчесто во структурата содржат масни киселини. Масните киселини се едни релативно големи молекули, кои што се всушност синџир од јаглеродни атоми и содржат карбоксилна група, затоа се киселини, а бидејќи учествуваат во градба на најразлични липиди, односно наводници масти, ги нарекуваме масни киселини. И сега ќе видиме како всушност изгледаат. Значи имаме тука една карбоксилна група, ОХ, иако овдека ова може да биде О-, но ајде ќе облежиме ОХ вака, па понатаму имаме овдека само синџир од јаглеродни атоми. Така значи јаглероден атом и така натаму, но наместо така да го бележиме, знаеме од органска хемија дека можеме само вака да го правиме цик-цак. Така? И знаеме дека кај секој прекршување всушност имаме јаглероден атом. Сега, ако една масна киселина е ваква, викаме дека е заситена масна киселина. Или оваа масна киселина ако влегува во градење на некаков си липид, викаме дека тој е заситен липид. Најчесто учествува во градење на триглицериди, тие ни се главно од интерес кога збориме за липиди во исхрана и викаме дека тие се заситени масти. Зошто е заситен? Бидејќи сите јаглероди кои се наоѓаат овдека во аглите, така значи сите овие јаглеродни молекули
имаат максимум водороди колку што може да имаат. Така, значи имаат овдека ова е CH2, ова е CH2, ова е CH2, ова е CH2 и така натаму. Така, значи сите имаат максимален број на водородни молекули. Ако некаде во молекулава ставиме двојна врска, да речеме тука ставиме двојна врска, во тој случај овие јаглеродни атоми сега имаат CH само. Така, додека овие нели пак ќе имаат CH2 овдека. Но бидејќи нема максимален број на водородни атоми, викаме дека е незаситена. Така, значи не е заситена со водородни атоми. Го нема максималниот број кој потенцијално би можело да го има ако ја немаше оваа двојна врска. Во ред? Значи, ако нема двојна врска е заситена, ако има двојна врска е незаситена. Во ред? Во ред. Сега двојната врска, која ќе се наоѓа на одредена позиција, таа предизвикува да молекулата малце се искриви. Така, значи, релативно претходно молекулава си беше права. Така, значи, беше вака цик-цак, 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 али тоа можеме да го сумираме како една права линија. Сега да речеме дека тука некаде има двојна врска. Поради таа двојна врска, молекулата нема веќе да биде права, него ќе биде малце подискривена. Да речеме дека ќе биде искривена во овој вака правец. И да речеме дека тука има уште една двојна врска, со некоја друга боја, вака темносина, сега ќе биде искривена во овој правец наам. Во ред? Значи гледате што повеќе двојни врски има, тоа повеќе молекулата е на некој си начин искршена. Што овозможува тоа? Ако претходно беше права вака, тоа значи дека ако имаш повеќе вакви молекули, значи повеќе вакви масни киселини, ќе можат да се редат убаво, една врз друга. Ако може убаво да се редат молекулите, тоа значи дека ќе имаат релативно повисока температура на топење. Бидејќи молекулите подцврсто ќе се држат заедно, ќе треба повисока температура со цел да ги одделиш една од друга. Така, вакви масти, вакви липиди се, например, маргаринот. Така, каде што имаш повеќе заситени масни киселини. И други липиди кои имаат цврста агрегатна состојба при собна температура. Додека ако имавме повеќе двојни врски на повеќе позиции, молекулите ќе беа поискршени. Ако имаш поискршени молекули, ќе си пречат една на друга. Например, една молекула да речеме дека е ваква и сега друга, ако е има овдека испакнато нагоре, не може да се вклопи со оваа. Така, и не може убаво да се наредат една со друга. Поради тоа, овие липиди кои имаат вакви повеќе незаситени масни киселини, имаат релативно пониска температура на топење. И ова се најчесто зејтини, така наразлични масла, кои се течни при собна температура. Океј. Но, овие масни киселини, ако ги сретнеме вака, како сами слободни, ги нарекуваме слободни масни киселини. Но многу често кога ги разгледуваме масни киселини, ги разгледуваме во контекст на некои други молекули. Односно, овие масни киселини естерифицираат со некои други молекули и градат други форми на липиди. Така, значи, најчесто тоа се случува следниот начин. Имаме оваа молекула и кај карбоксилната група, овој декадел, заедно со водород од некоја друга молекула, влегува во интеракција со ОХ група, евака ќе бележам, одека ќе ставиме R, нешто останато, од некоја друга молекула, значи они влегуваат во интеракција, поточно е вака, водородот влегува во интеракција, или пак можевме да ставиме водородот од ова, ОХ групата од ова, не е битно. И тоа што ќе се добие, ќе биде нели молекула вода, H2O, но овде ќе се појави естерифициран мост. Односно естер врска, односно ќе се образува естер. Односно естер врска, така што ќе се добие следново. Се добие R, така со портокалова боја ќе обележам, O, и сега тука ќе бележиме останатото. C, двојна врска O, и остатокот од масната киселина. Така, значи јаглеродните атоми. Во ред? Сега, понатаму врз база на тоа што е ова R, ова R може да е поголема молекула која навам нели ќе има останати делови, па ќе може да се прикачат повеќе масни киселини и така натаму. Имаме најразлични липиди, кои ќе ги разгледуваме во останатите видеа понатаму. Во ред? Сега, најчестите липиди кои воопшто ги сретнуваме се следниве. Че имаме восоци, имаме
триацилглицероли или триглицериди или масти или масла. Значи тоа е се исто, се користат сите три термини наизменично. Најчесто во стрична литература се користат триацилглицероли или триглицериди, додека ако читате некои блогови на некој вебсайт ќе бидат нели масти, масла, или ако читате нешто за готвење и така натаму. И овдека има една мисконцепција каде што многу често липидите ги нарекуваме масти. Така и јас сум виновен за тоа, бидејќи е многу полесно и повеќе луѓе тоа го сваќаат. Така ќе речеш еднаш липиди, друг пат ќе кажеш масти, но всушност мастите се само една група од липидите. Значи и во соците се липиди, и фосфолипидите се липиди, и свинголипидите, и стероидите и така натаму, а мастите се само еден вид на липиди. Океј? Триглицеридите се најчестиот тип на липид кој ќе осретнувате во литература и генерално се изградени на следниот начин. Значи имаме јаглероден атом, јаглероден атом, јаглероден атом, имаме овдека ОХ група, ОХ група, ОХ група и сега нормално не ги пополнувам водородите, но тоа е глицерол, 3-хидроксилен алкохол глицерол. Океј, значи тука е, од тука доаѓа гето. Сега тој заедно со слободни масни киселини кои сега ќе ги нацртам вака, значи имаме тука С, двојна врска О, тука имаме ОХ и остатокот. И тука повторно С, двојна врска О, ОХ и остатокот се фузираат, односно се фузираат. Образуваат естерски мостови, односно естерски врски на начинот кој видовме претходно, значи тука нели ќе се ослободи молекула на вода, така значи ќе се ослободи молекула на вода и ќе се образува естерска врска. Така што ќе се приспојат и ќе добиеш 3 глицерид. Ќе видиме тоа понатаму во други видеа подетално. Сега сакам колку да имате општата идеја што всушност се случува. Следни липиди се фосфолипиди, тие се релативно исти као триглицеридите, само што наместо трета масна киселина да има, тука ќе има фосфор вака прикачено. Ќе видите како всушност тоа изгледа, не е баш фосфор прикачено, но тоа е главната идеја. Свинголипидите е релативно слично, само нема да биде фосфор, ќе биде нешто друго. Сахаролипидите се липиди кои се прикачени на шекери. Стероидите и се липиди кои имаат правата структура која разгледувавме, така значи ги имаат овие 4 прстени. Имаме најразлични стероидни молекули и пренолни соединенија. Пренолни соединенија се молекули кои главно ги сретнуваме кај растенија. Вакви се каротиноидите, терпеноидите и најразлични други молекули кои се дел од секундарниот метаболизам кај растенија. Многу ретки се кај анималното царство. И тоа беа главните групи на липиди. Нормално видовме и малце од нивната структура во понатамошните видеа каде што ќе разгледувам секоја група на липиди поединечно. Ќе се задржиме многу повеќе на структурата и на функцијата. Сега сакав само да добиете една општа идеја како всушност ова се изгледа. Ајде сега да разгледаме функцијата на липидите. Првата функција на липидите е структурна. Значи липидите учествуваат во градба на мембраните на клетките. Поточно клеточните мембрани се изградени од фосфолипиди. Као што ги видовме претходно, имавме 3 аглеродни атоми, имаме 2 масни киселини, каде што едната гледате овдека има двојна врска и затоа е вака искривена. Така. Значи имаме 2 масни киселини и имаме фосфорна група, односно фосфатна група, која има негативен дел и позитивен дел. Поради тоа, фосфатната група е поларна. Океј, бидејќи има позитивен крај и негативен крај. Сега, тоа значи дека овој дел од молекулата е поларен, кој се нарекува поларна глава на молекулата, додека опашките, бидејќи се масни киселини, се неполарни и го нарекуваме неполарни опашки. Океј, значи ова е неполарен дел од молекулата, поларен дел од молекулата. На почеток на видеото спомнав дека липидите не се раствараат во вода, бидејќи водата е поларна молекула. Така, а знаеме од хемија дека слично најчесто се раствара во слично. Поради тоа, овој дел од молекулата, поларната глава, сака вода, у наводници повторно сака, значи е хидрофилна, додека опашките се хидрофобни. Во ред? Сега, ако тоа е случајот, а знаеме дека во телото има многу вода, како можат овие фосфолипидни молекули да се распределат така да и двете страни од молекулата бидат задоволни? Па може да се распределат на два начина. Едниот е да изгледаат вака, другиот е да изгледаат вака.
Овој вториот како липозом го сретнуваме нели кај нашите клетки. Односно ако направиме овдека еден пресек на дел од овој липозом, ќе видиме дека всушност имаме фосфолипиден двослој. Така значи B слој, bilayer. Каде што имаме два реда на фосфолипиди, така што поларните глави се насочени кон надвор или кон внатре, или каде што има молекули на вода, додека хидрофобните опашки се наоѓаат насочени едни кон други се гледаат, така што не доаѓаат во контакт со вода и двете страни на молекулата се задоволени. Главите си се кон водата, опашките си се едни кон други, каде што нема вода. И всушност вака се изградени клеточните мембрани, исто и мембраните на најразличните органели кои се наоѓаат внатре во клетка, така значи кај јадрото, на егзоплазматичниот ретикулум, на Голџиевиот апарат и така натаму. Фосфолипидите во водна средина може да завземат и оваа структура, значи као мицели, но ова многу поретко го сретнуваме и ова нели не учествува во градба на клеточна мембрана. Мицелите се значи многу помали од липозомите. Значи тоа е структурната функција на липидите. Сега, имаат и резервна улога. Односно, вишокот калории кои ги внесуваме со исхраната се депонираат како резерва. Така, тие калории може да се од протеини или јаглихидрати, но сепак ќе бидат конвертирани до липиди, поточно до триглицериди и ќе бидат складирани во адипоцити. Океј, значи тоа се клетки кои ги содржат триглицеридите, односно мастите, и се депонираат подкожно. И тоа е субкутани масти, но исто така имаме и висцерални масти кои се наоѓаат внатре помеѓу органите. Ќе збориме за тоа. Но прашањето е зошто масти? Зошто масти се користат за депонирање на енергија? Зошто не се користат јаглихидрати или протеини? Па вистината е дека и тоа се користи. Резервни протеини се мускулите. Резервни јаглихидрати имаш во хепарот, каде во форма на гликоген. Исто така и во мускулите има резервни јаглихидрати. Но сепак не се тие во толку голема мера како мастите и тие идат до одредена граница. Така значи ти имаш гликоген резерви за можеби еден ден. Мускулите ти се многу битни, така што тие последни се трошат и затоа најчесто се депонираат во форма масти. Мастите исто така во однос на маса содржат најмногу енергија. Односно 1 грам на маст, ќе бележиме со F за fats, содржи дупло повеќе енергија од 1 грам протеин или пак 1 грам јаглихидрат. Значи 1 грам маст е еднакво на 2 грама јаглихидрати, carbs, или пак на 2 грама протеини. Значи мастите на грам маса содржат дупло повеќе енергија него протеините и јаглихидратите. Тоа не значи дека содржат дупло повеќе енергија на волумен. Протеините се поефикасни во тоа, но сепак се користат масти. Сега прашањето е дали овој дека десно типов има масти, онакви резервни масти. Така например овој лево дефинитивно има резервни масти. Но дали овој типов десно има резервни масти? И одговорот е да. Сега некој ќе си помисли, па ако нема стомак или не знам, нема сало околу рацете или образите под брадата или како и да е, дека нема резервни масти. Има. Не можеш да живееш без резервни масти. Значи оваа овдека индивидуа исто така има масти под кожата, можеби неколку милиметри, така, распределени низ телото, кај некои индивидуи мастите можеби повеќе се депонираат во пределот околу колковите, некаде околу стомакот и така натаму. Но поентата е и оваа индивидуа има масти. И оваа индивидуа можеби има околу, би предпоставил, 10% масноти, субкутани масноти. Еве некоја слика како од прилика изгледаат на различни проценти на масноти, подкожни масноти. Например, кај машките вака изгледаат 40%, вака 20, 10 до 12, тој претходно што го покажав. И имаме 3 до 4. Сега најмалце што може да се стигнем сам дека е 2, али не можеш по 2, ти требаат масноти за да бидеш жив. Не може и ова веќе не е здраво. Добро, ајде 10-12 здраво, ама ова веќе не е здраво. А и е невозможно да се постигне, а да го задржиш мускулот. Значи мора да бидеш на одредени нелегални супстанции со цел тоа да се постигне, а да имаш мускул. Природно не може, значи ќе видиш, па ќе се изгубат сите мускули, ќе ги разјаде пред да почне да ги разградува последните резерви на масти. Кај женските, не знам дека на слика малце обратно ги ставили сликите, но нема врска. 50-40, идеме 35-30, 25 и гледаме дека последната слика е 10 од 12.
Интересно е дека кај женските може да изгледат дефинирани, но ако влезат во DEXA скенер, ќе видат дека всушност процентот на масти е повисок него што изгледа. Например, ево оваа дека слика што е ставена, оваа женска изгледа како овој дека 6-7 што има, она има 10-12. Иако не изглед, би рекле дека изгледа релативно слично во однос на подкожни масти. Тоа е главно кај женски бидејќи има масти во градите, во задникот, и плюс кај машки поради тестостеронот има повеќе мускулна маса, помалце масти и главно затоа. Но, главната поента ми беше дека секогаш имаме резервни масти. Ако немаш, ќе бидеш мртов. Сега, освен овие субкутени масти, има и висцерални масти, кои главно кај послаби индивидуи не ги сретнуваме до толку, но сепак ги има околу органите и тие даваат механичка подпорна улога. Во ред, сега кај по обезитасти индивидуи има многу повеќе висцерални масти, кои релативно штетно влијаат на внатрешните ткива, на внатрешните органи. Во ред, сега, освен добро заштитна подпорна, имаме и термичка изолација. Памтам некаде прочитав, немам поима кои беа точните бројки, но ке карикирам бројки, дека 1 сантиметар на подкожни масти дава чувство на 5% повисока температура на средината. Така, например, ако особата е 20 степени, имаш повеќе масти, чувствуваш како да е 25. Нормално твојата внатрешна температура пак е 37 степени. Си има механизми хомеостаза кои ќе те држат на таа температура, без разлика кога си крупен, но ќе се чувствуваш како да е потопло во собата. Во ред, мастите исто така имаат и заштитна улога, така, значи, имаат заштита, не морам да објаснувам зашто како, прилично е очигледно, и учествуваат во лубрикација. Ова главно се мисли на лојните жлезди кои се наоѓаат на кожата, така, значи, тука има на различни липидни молекули кои учествуваат во подмачкување, лубрикација на кожата со цел таа да остане неко посвежа, така да не се исуши. Сега некој индивиду тоа може да биде прекумерна продукција на себум, па може да биде мрсна кожата. Но поентата ми е дека и таму имаат улога мастите, поточно липидите. И последната функција е сигнална. И овдека нема да се задржам премногу, односно нема да разгледаме детали, но главната идеја е дека имаме голем број хормони, така например тестостерон, естроген, кои имаат липидна природа, така? И они учествуваат во најразлична сигнализација. Они влегуваат преку фосфолипидниот двослој, па се врзуваат со различни рецептори, стигнуваат до јадрото и вршат промена на транскрипција на одредени гени, така да стимулирајќи поголема експресија на некој протеин наместо на некој друг и така натаму и така натаму. Има и многу други молекули во организмот кои не се например хормони, но сепак имаат липидна природа и учествуваат во сигнализација, како диацилглицерол, фосфоинозитол, фосфати, простагландини и така натаму и така натаму. И ова е едно многу големо поле, кое е многу комплексно и нема да влегуваме во детали, но, например, има книги, например, липидно сигнализирање во растенија, липидно сигнализирање во човечки болести. Интересно е дека има и одредени витамини, кои, односно поточно витамин D, кои денеска не се сматра како витамин, само што е останато тоа одамна, бидејќи витаминот D влијае како хормон и он е липосолубилен. Има и други витамини кои се липосолубилни, К, Е и А. И затоа исто така се потребни липиди. Така, ако нема липиди, не може тие витамини да се растворат и да се абсорбираат. И сега за крај сакам само да видите, например, како изгледа сигнализирање од страна на одредени свинголипиди. Например, пред тука имаме како се синтетизира свигнозин 1 фосфат. Најде дека ќе обележиме ова. Добро, стигнаме свигнозин и до свигнозин 1 фосфат. Овие овдека бројчињава се всушност ензими, така кои се бележат спрема стандардна номенклатура. Ако стиснам на бројче, ќе ми каже кој е тој ензим. Добро, тој е некој си ензим свигнозин киназа. Така и овој ензим има одредена аминокиселинска секвенца, одредена нуклеотидна секвенца и така натаму. Но окей. Го имаме овој пат, добиваме свигнозин 1 фосфат. Сега идеме на како свигнозин 1 фосфат влијае на сигнализирање. Идеме овдека. Гледаме дека свигнозин 1 фосфат, кој се добива од тој патот кој претходно го разгледавме, еве го овдека тоа, вака. Добиваме свигнозин 1 фосфат, тој може да влијае на различни рецептори, рецептор 1, 2, 3, 4, 5, кои имаат различна структура,
па влијае на некои други молекули, еве Г, да видиме што е ова Г. Г протеин под единица алфа 1, алфа И1. Ако значи ова е некој протеин. Така, овој протеин има дадена аминокиселинска секвенца, дадена структура, со одредени мотиви. Океј, значи влијае на него, тој влијае на РАС, влијае на фосфоринозитол 3 киназата, влијае на РАФ, АКТ и така натаму. Влијае на фосфолипаза С, тоа влијае на некои други молекули и се активираат најразлични сигнални патеки. И овие понатаму може да се разгледаат у повеќе детали, например може да се активира оваа патека. Видиме што е таа патека. Стискаме тука, гледаме дека таа е уште подетална него претходно што ја разгледавме. И немојте си помислете леле колку има да се знае. Да, има многу да се знае, ама имате на ум дека нема човек на планетата што го знае се ова. Така, значи има некој човек, бира еден сигнален пат и го знае тој дел. Така, значи ова е собрана литература од се што се дознава, се става на едно место и се приспојува едно со друго. Тоа беше главното за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново за липиди и ќе се видиме во следното видео каде што најверојатно ќе разгледаме некоја група од липидите подетално. Тоа е се. Пријатно.